Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска, заедно со Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, со градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, пратеничката во Собранието Марија Георгиевска, ја организираме оваа посета на градинката Мајски цвет во објектот Јасмин, во населбата Вталиџе 2, за да го одбележиме Светскиот ден на енергетска ефикасност. Градинката Мајски цвет, освен што како ново изградена, ги исполнува сите услови за згрижување на децата од предучилишна возраст, кои се нашето богатство, нашиот силен потенцијал е целосно енергетски ефикасен објект. Во меѓувреме, општината и Министерството продолжија да соработуваат на проширување на капацитетите на градинката и таа е доградена со дополнителни 150 метри квадратни со капацитет да прими уште 95 деца. Паралелно со доградувањето, проектот ги следеше сите критериуми за енергетска ефикасност и за енергетска самоодржливост и денеска оваа градинка си ја произведува струјата за сопствени потреби преку фотонапонски панели кои обезбедуваат во секој момент 3,2 киловати електрична енергија и плюс 300 литри топла вода. Вишокот струја преку двосмерно броило се пренасочува кон мрежата на ЕВН, а хибридните колектори заменуваат 4 стари енергетски неефикасни бойлери. На годишно ниво, како што каже и градоначалникот, за штедите на електрична енергија на градинката одат до 140.000 денари, средства кои стануваат за градинката за унапредување на условите за грижа и воспитување на децата. Една од првите лекции што овде ги учат децата од повозрастните групи се лекциите за грижа за животната средина и за начините како да се користат сите придобивки од обновливите извори на енергија. Ете затоа сметавме дека ова е вистинскиот начин да го одбележиме Светскиот ден на енергетската ефикасност. Грижата за децата и инвестирањето во раниот детски развој е приоритет на владата, но и на локалната самоуправа. Во текот на оваа година ќе бидат довршени уште 14 градинки, а во постапка е изготвување на програмата за отпочнување на проекти за изградба на нови објекти за згрижување на деца. Сите овие градинки, како и другите јавни објекти, целосно ги следат нашите политики за енергетска ефикасност, за здрава животна средина, за префрлување на зелени горива, за намалување на загадувањето, за создавање на зелени зони и за заштеда на трошоци за енергија. Наместо стиропор, сега фасадите и другата опрема во јавните објекти се енергетски ефикасни. Секој заштеден киловат час придонесува кон намалување на количините на изгорен јаглен во термоелектраните во Северна Македонија, а инвестирањето во енергетска ефикасност создава услови за отварање на нови зелени работни места. Би сакал да напоменам дека со помош на владата досега се конвергираа и изградија повеќе од 100 енергетски ефикасни објекти. А со овој тип на проекти, кои ги спроведуваме финансиските бенефити и подобрата животна средина, е тоа што е конечен резултат, кој што го чувствува секој граѓанин. Дополнително, ова е почеток на придобивките кои се веќе јавно видливи преку спроведувањето на стратегијата за прилагодување на сите општествени објекти на локално и на централно ниво преку енергетска ефикасност и користење на обновливи извори на енергија. Инвестициите во зелената енергија се инвестиции за подобар и поквалитетен живот на сите наши граѓани и за Северна Македонија како енергетски ефикасна и зелена држава. Благодарам.